Ние продолжуваме со нашата утринска тема, веќе најавивме за оние кои што од старт не следат, но и за оние кои што можеби малку подоцна се вклучуваат. Денеска зборуваме и се фокусираме на оно кое што е важно кога размислуваме како и на кој начин или во кој правец да се продолжи, дали за нашите деца, дали младите за својата иднина, дали можеби уште порано размислување или предучилишна возраст, информации и едукација за тоа што всушност представуваат европските програми, па дури и во возрастните години, кога на некој начин сакаме да влијаеме во нашиот професионален развој, а исто така и да дознаеме што е она кое што го менува секојдневието кај луѓето, токму преку овие европски програми, Erasmus+, добро познати верувам на нашата јавност, а ние во денешната утринска тема малку повеќе за она што е карактеристично за овој февруари или нивниот февруарски повик и новите можности во 2026, како и важноста на поддршката, советувањето, охрабрувањето и можноста за упишување или она кое што е потребно за аплицирање. На ова наша денешна тема се разбира имаме соодветни соговорници. Во студиото заедно со нас е Ана Михајлов, која што е директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Потоа, ете вака редоследно ќе продолжам, Спасе Панев, кој што е ученик во Средното училиште Васил Антевски ден во Скопје и кој што е дел од програмата Erasmus, и Ива Стојановска Јакимовски, која што е училишен психолог. Добро утро и добро ни дојдовте во утринска. Магичното трио. Утрово ни пристигна на Телма, кусо зад камерите, ние некако си ги споделивме искуствата, ние од наша генерација, направивме на дистинкција од времето на Спасе и колку во моментот тој и целата генерација имаат нови можности, кога за нас Erasmus беше тоа само прашалник, дали некогаш и воопшто ќе се случи такво нешто, кога станува збор за нови можности. Така што, прво, Ана, интересно е искуството од 17 години преценели да го споделиме заедно со тебе, со оглед на тоа дека си дел сега во моментот и со управување на овие европски проекти, како денес ја гледаш улогата на Erasmus Plus во развојот на самиот образовен систем во Македонија? Добро утро на сите гледачи, ви благодарам на поканата, задоволство и чест ми е да присуствувам на ваква информативна емисија, на која што можеме да кажеме сите можности кои што ги нуди програмата. Како што кажавте, порано Erasmus Plus беше синоним само за студентите, односно кога ќе кажевме Erasmus Plus, мислам на именка толку. Така е, дури нема доволно информации што значи понатака Erasmus Plus, мисля дека тоа е некој тип на стипендија за кој што треба да се вратиш, да одработиш во државата и така натака, но тоа не е така. Erasmus Plus е најголемата и најинтересната и најпосакуваната програма во Европа за образование и обука, млади и спорт. Erasmus Plus не вклучува само формално образование, тоа е она што е убавината на програмата, односно не само училиштата или пак универзитетите може да аплицираат и невладините организации, друштвата, родничките универзитети, младинските волонтерски центри и така натаму. Значи се фокусираме и на младите, и на студентите, и на учениците, и на наставниците, така натака, онака цел холистички пристап. Апсолутно мислам дека како што кажа Спасе пред да дојдеш ти во студио, авантурата е така велат животна авантура е Erasmus Plus. Да, дали е краткорочно или долгорочно? Обично студентите, учениците, па и наставниците велат дека е незаборавна авантура, но Erasmus Plus, да не се свати погрешно, не е само туристичка заради туристичка намена. Секако го има и тој дел бидејќи излегувате од државата, но е она најдобра образовна европска програма која што нуди многу можности за младите. Ги опфаќа, да кажам, сите генерации од 7 до 77, бидејќи имаме во програмата и образование за возрастни, стручно образование каде што аплицираат, човекот учи едноставно додека е жив, аплицираат и сите организации кои што имаат некоја замисла за обука и дообука на оние кои што го завршиле своето формално интересно образование. Интересно дека секој пат Erasmus е синоним за младите, меѓутоа секој пат велиме сега возрастните ги ставаме во оваа категорија. Тоа би сакале како повик да го споделиме во рамки на разговор. И возрастните и младите луѓе до 30 до 29 години исто така имаат можност одредена програма. Програмите се поделени за да аплицираат во програмата и да ги вкусат европските можности. Да, една одлична можност меѓу другото покрај ова што го набројавме се разбира искуството кое го стекнуваат, но и проширувањето на видиците, еден чест термин кој што го употребуваме во смисла на тоа како се функционира и во останатите земји, унаму каде што се испратени учениците, но и нивното размислување и како што и претходно зборувавме ставовите и начинот на кој што тие комуницираат, но и ги изразуваат нивните размислувања на различни теми. Веројатно Спасе ќе може да ни посведочи за тоа како еден
пример, верувам, доста добар за оние кои што можеби и сакаат да аплицираат, па што е она кое што е предност Спаси од твоето лично искуство, што тебе ти донесе сето тоа? Од моето лично искуство, јас сум бил 2 пати на вакви проекти, еднашка во моето основно образование, еднашка сега во моето средно образование. Литванија и Латвија. Литванија и Латвија, многу убаво поголеми двете држави, поради тоа што на некој начин се слични со нашата држава. Латвија е многу слична според тоа како добила независност и од времето на социјализмот, нели, и според популација исто така. И ни даде многу добро искуство за како таму се одвива образованието според европски стандарди со луѓе што се горе-доле слични со нас. И децата исто така што се на ист степен на размислување, на исти стандарди и начин на однесување, како се однесуваат во училиштата, како се однесуваат во ученичките заедници, какви проекти имаат и како презентираат за разлика од нас. Можам да кажам дека ние сме на ниво со нив и дека нашите искуства и нашите знаења се на исто ниво, ама начинот на кој што ние ги издаваме и ги прикажуваме не се баш навикнати на нивните стандарди кои што ги имаме таму. Мислиш на презентацијата? И слободата на изразување, како разликата? што велиш. Разликата е поради тоа што таму во тие држави има дадена поголема слобода во образованието установи. Учениците имаат многу поголема одговорност колку кај нас, кога што се само за да седнат да учат, туку имаат најразлични видови проекти во самите училишта. Ученичката заедница има голема одговорност во училиштата, отколку само отиде во служба и да побара некоја дозвола да направат некој проект во училиштето. Меѓутоа, како кажа и финансиска поддршка од колку 20.000 евра кои што реципроцитетно се распределуваат средствата за да се набават потребни ресурси да се. Да, тоа ја бев многу шокиран кога ми кажаа тоа, поради тоа што едноставно не знаевме дека тоа воопшто е можност, дека може да постои таков начин на управување на ученичка заедница, кај што ме дадена такава одговорност на учениците и учениците многу убаво и добро ја спроведуваат таа одговорност, поради тоа што имаат најразлични видови презентации кои што одговараат на учениците, поради тоа што не се цело време прегледани барани дозволи од директори, служби, професори, донации, па комисии и се тоа. И едноставно многу добро искуство за учениците да имаат дадена такава слобода за едноставно децата да имаат некоја чувствена одговорност и понатака да продолжат да се развиваат на тој начин. Да, 7-дневен престој, ако не грешам, така? Да. Верувам, Ива, како училишен психолог, тоа ќе го потврди, ако зборуваме за поврзаноста на сето ова кое Спасе го спомена, одговорноста која што се дава, при тоа токму таа одговорност се создава самодовербата, а преку самодовербата и таа слобода на изразување, која меѓу другото не е попречена од поголеми авторитети, нешто кое што за жал е често кај нас. Да. И токму тоа или таквиот начин на образување млади генерации и согледување на оно кое што е важно, а тоа е јасно изразување на сопствениот став е примерно во, да речеме, останатите европски земји, кој што пак е добар пример преку Еразмус да го гледаат и нашите ученици. Да, така е, апсолутно се согласувам. Како што кажа и Спасе, сме имале повеќе мобилности, меѓутоа последната ни беше во Латвија, тоа беше краткорочна размена на ученици. Во однос на психолошкиот аспект, кога зборуваме за како влијае тоа на учениците, јас можам да кажам дека најпрво ја зголемува нивната самодоверба, кога ги праќаме децата со сопствена одговорност да сработат нешто и од нив очекуваме резултати, одговорност во тие презентации, во тие дебати, тие ги завршуваат задачите и на тој начин се зголемува самодовербата кај нив. Потоа критичкото размислување исто така се развива заради тоа што наидуваат на проблеми за кои што сами треба да размислуваат и сами да ги решат, нормално со наша поддршка. Меѓутоа, во тие ситуации кога се ставени таму, тие се повеќе самостојни. Исто така, емоционалната интелигенција, можем да кажем дека се зголемува кај учениците, бидејќи учат различни култури, како да ги почитуваат, како да ги гледаат чувствата кај другите, како разликите влијаат едни на други и сето тоа понатаму нели го применуваат. Како не диверзитетот мислам отворат поинакви нели и сочувство и толеранција, ами и емпатија меѓу учениците. Да. Затоа што ќе се сложиме, доаѓаме од генерација честни исклучоци, меѓутоа кога имало дали поради личен анимозитет, антагонизам, се провлекувале да речеме нели непријатни релации помеѓу просветните работници, даскалите и учениците и студентите, што мислам дека повторно ќе се потправи на тезата дека веројатно Еразмус Плюс ќе се потврдиме на некој начин детето не да се вклопи во системот, туку системот да се вклопи, да му овозможи на детето, на секоја индивидуа да си ги покаже своите потенцијали. Апсолутно. Ова што го кажа и Ива
и ученикот кој што ги вкусил овие придобивки на програмата Erasmus+, он е само еден од, да кажам, 1200 ученици кои што биле на мобилност од основните и средните училишта, но при тоа имаме над 2000 студенти кои што биле на размена по еден семестар, 2 семестри во текот на своите студии, во текот на своите магистарски студии, докторски студии и така натаму, па да не зборувам понатака и колку млади луѓе и младински организации биле вклучени во програмата. Тоа се бројки со кои што може да се гордееме. Она што се стремиме, нели, е да се зголеми буџетот, кој што оваа година го имаме најголемиот буџет во оваа финансиска рамка од 8,1 милион евра, но тука не застануваме. Нормално со сите подобрувања во агенцијата кои што ги правиме во државата, сметаме и сакаме буџетот од Европската комисија за овој тип на проекти да се зголеми. Кога се однесува вашето прашање, како нели ги слушам соговорниците и корисниците на програмата како зборуваат, не ми е прв пат, значи тоа е она плејада на убави зборови кои што во своите анкети се изјаснуваат дека Erasmus+ буквално им го променил животот преку таа мобилност која што имале, бидејќи некои дури се насочиле, сватиле тоа што сакаат во животот понатака да работат, особено студентите кога одат на некоја пракса во некоја фирма, едноставно се насочуваат во некоја струка дека сакаат токму тоа да го работат и тоа да се насочат во животот. Тоа е многу убава и благородна програма, значи нашата работа е многу убава и Erasmus+ конечно во Македонија не е маргинализирана програма, односно сите овие искуства се слушнати доследно од Министерството за образование и наука, дури влегуваме и во стратегијата за образование, што не се случило претходно, влегуваме во закони за младинска работа и така натаму учествуваме. Младо момче, девојче кој што не збори за Erasmus+, дека нели сите сакаат да имаат прилика. Да, буквално сега секаде се вклучивме, секаде учествуваме. Буквално сите овие искуства кои што ги имаат младите луѓе и оние кои што вкусиле програмата, можеме доследно да ги пренесеме и да направиме едно подобро образование во нашата држава. Да, тука и да се зголеми информираност за тоа што представува Erasmus+, и верувам бројката на оние кои што ќе сакаат да аплицираат. И сега за сите оние кои што ќе сакаат да аплицираат, многу е важно да се информираат и за чекорите или во детали како тоа изгледа, бидејќи претпоставувам дека во минатото и доста грешки може да се направат во текот на аплицирањето, меѓу другото и прашања како што е она кое што би требало да биде критериум, дали секој може, што е она кое на крајот го прави конечниот избор кој може да биде дел, а кој не, и што се треба да знаат оние кои што би го направиле тој чекор за аплицирање за самите. Програмата Erasmus+, како што кажав, има широк диапазон, односно секое правно лице кое што е регистрирано во Централниот регистар може да аплицира во програмата. Значи физички лица не може да аплицираат програмата, физичките лица преку училиштата, организациите, било како кога се вклучени во некој процес, значи тогаш ја вкусуваат програмата, но во нашата агенција аплицираат само оние кои што се регистрирани во Централниот регистар, без разлика дали се приватни или јавни установи. Најважно е идејата. Не е важно ако сте училиште дека мора да аплицирате во училишно образование, тоа морам да го напоменам. Идејата е важна онаму каде што ќе се усмерите. Може училиштата аплицирате во стручно образование, се вклучени во образование на возрастни и така натаму. Значи, оние сите сет на партнери кои што ќе ги изберете, треба склопот да биде наменет за темата за која што аплицирате. Да си бидат комплементарни едни со други. Така е, секој партнер да има еднаков пристап и еднаква улога во проектот кој што ќе го креирате. Затоа велам дека не само што е убава програма, туку треба да си креативен, треба да е креативна програма, треба во апликацијата да го предочиш и да го кажеш сето она кое што го имаш за цел да го направиш, што сакаш да постигнеш со апликацијата и како нели понатака проектот ќе има импакт на национално, регионално и европско ниво. Тоа е многу важно, бидејќи и нас не е важно како агенција на цела Европа дека кога ќе заврши проектот тука не застануваат активностите, односно треба да направите некој модул, некоја програма образовна и така натаму што ќе трае и што ќе живее во вашата држава, за да државата има придобивка од тоа. Се извинувам. Така да во оваа програма едноставно не склопот на партнери треба да биде комплементарен со идејата која што имате и тука веќе ако идејата ги следи хоризонталните приоритети на Европската унија, кои што ги има и националните приоритети, тука веќе немате проблеми, немате простор за грешка. Сигурно ќе биде оценета со највисоки бодови од надврешните експерти заради тоа што кога ќе чита експертот многу е важно да има слика што сакате да постигнете со тоа.
Тука веќе, бидејќи ме прашате за грешките, тука веќе бидејќи 6-та година е од оваа финансиска рамка 21-27 година, веќе корисниците немаат простор за технички грешки, тие дури да не постојат. Да, тие дури да не постојат, но оние квалитативни грешки кои што може да не ја пренесете по-добро својата идеја да ја предочите во апликација се случуваат и ќе се случуваат. Жал ми е што имаме многу добри проекти, но буџетот е за жал се уште ограничен и имаме проекти дури со 85 бодови кои што не добиваат, но затоа имаат можност да ја подобрат својата апликација и во наредниот рок повторно да аплицираат со истата идеја и можеби поголема шанса за никогаш не е доцна. Во минатото, колку ќе се сетам, голем дел, речеме, како ученици или студенти, како Спасе, често знаеле да го нотираат моментот Erasmus Plus не само што отвара прозорец кон светот, нови видици и хоризонти, ами ќе речат дека се учат оние животни мудрости и алатки преку дали 7-дневна програма или 3 месеци на размена на студенти. Кои се можеби на клучните новини или фокуси како можеби нешто што ќе биде новина во оваа 2026 година со оглед на тоа дека Erasmus Plus има една традиционална константа на вредности? Околу можеби освен нова акција која што ја воведува Европската комисија, која што е намената за општините во конзорциум со училиштата, новина од 21 до 27 година структурно во програмата не постои. Новините ќе се случуваат од 28-35 година. Се очекува во тој период? Да, во тој период веќе се најавени новините. Цела Европа, односно сите агенции кои што се работиме, даваме контрибуција на нивните предлози, што е она што е применливо, што не е применливо, со кои слабости, со кои предности сме се соочиле во однос на оваа финансиска рамка 21-27, за да не се повторат некои слабости кои што ги имале програмата, кои што ги нотирале корисниците дека се од 28-35 година. Така да активно сите агенции на ниво на Европа работиме на тоа. Сите ги даваме мислењата за се подобро и подобро да стане програмата. Во секоја финансиска рамка Европската комисија воведува некои мали измени, се со цел да се подобри програмата и да биде што подостапна. Буквално програмата е она што го живее и слоганот Changing Lives, Opening Minds. Буквално смисла на зборот, оние кои што ги имаме, кои што ги правиме пред поаѓање на корисниците и по доаѓање на корисниците, оние интервјуа кои што ги имаме, во буквално смисла на зборот кажуваат дека им го промениле животот, дури и некои сретнале пријателства кои што ги га се уште или пак сметаат дека се пријателства за цел живот. Некои дури ја сретнале љубовта на својот живот, така да не е само оној формален образовен дел кој што го вкусуваат или традицијата на земјата која што има, туку буквално смисла на зборот го живееме слоганот кој што во центар е погоден како што треба. Да, веројатноста за тоа се разбира голема, особено нели кога имаме таква можност, но ќе го истакнам она кое што меѓу другото го кажа Ана или дел од слоганот, тоа е менување на животите или отворање на умовите, ако дадеме буквален превод, или она кое што значи колку повеќе имаме таа креативност и колку повеќе работиме на своите идеи, веројатно повторно ќе ја споменеме самото вежбата која што и Спасе ја кажа, но и која што се гледа кај останатите ученици или оние кои што се дел од програмата, како и можноста да меѓу другото бидат продуктивни и квалитетни во останатиот дел од образованието, останатиот дел од животот кој што го поминуваме во образованието, а велиме човек учи во текот на целиот живот и особено не е важна креативноста, особено во младите години. И сега од тука повторно еден психолошки аспект за токму таа креативност, идеите кои што треба да се родат пред се, но и да водат кон создавање на тие проекти кои на крајот треба да се понудат и да бидат квалитетни. Колку е тоа важно? Ние многу пати сме зборувале за промените кои што би требало да бидат во нашиот образовен систем и за програмите кои што ги имаме тука или тековната училишна настава, како би ги иницирале младите или учениците за што поголема креативност, а не само теорија која што би требало да се научи за одредена оценка. Јас сметам дека токму оваа програма и овие мобилности кои што ги имаме со програмата многу влијаат на креативноста на учениците и на промените во едно училиште, во друго, а со тоа и во целиот образовен систем. Освен што патуваме со учениците и кај нас доаѓаат ученици од другите училишти, тогаш ние треба да представиме нашата земја, нашиот град, нашето училиште и токму тука е најголемата креативност кај децата, кај учениците, може да видиме дека се полни со идеи,
сакаат да се представат во најдобро светло, вежбаат, така да креативноста е на највисоко ниво. Покрај сите други работи, значи теоријата и праксата што ја стекнуваат во училиштата, пошто ние доаѓаме од стручно училиште, имаат можност да усовршат на овие мобилности, на овие програми, преку искуствено учење. Тоа е многу важно заради тоа што го доживуваат целиот процес на она што претходно го знаеле и дополнително на тоа што таму го научиле. Така да јас мислам дека програмата дава одлични можности, дека треба секој да ја искуси, и наставник, и ученик, и мислам секој кој што има можност, бидејќи навистина ги развива сите оние карактеристики кои што ги бараме од нашата младина кај нашите ученици. Да, бидејќи се полни со аспирација и некоја своја прагматичност. Мислам дека си најеклатантен пример, можеби, нели, како ќе кажеме, од како што кажа Ана, колку повеќе од 1000 и колку до сега? 1200. 1200. Аха моменти сигурно се доживеа во тој 7-дневен престой, меѓутоа најголемата дистинкција што можеш да како културен шок, генерално и самиот образовен процес, велиш дека баш ти се пријатели, самите професори и наставници кои што се таму, поинако е, се е поинако. Дали стекни пријатели надвор од Нормално дека се стекнав со пријатели, искуство и такви аха моменти, како што ги викате, поради тоа што нели многу е битно познанието на англискиот и се дружиш со деца од сите нации кои што се твоја возраст и поминувате заедно заеднички искуства, како што низ училиште и обуки. А најголема дистинкција помеѓу образованието тука и образованието таму и обуките кои што ги држа е поради тоа што тука повеќе образованието го сваќаш како книга и дека тоа треба да го научиш и дека тоа е така. Да. Таму повеќе се фокусираат на самата креативност и што децата ќе направат, поради тоа што ние бевме во стручно училиште исто така и едноставно има разновидни проекти, правеа пенкала, правеа автомобили, правеа, значи, најразлични видови на механички работи кои што беа поддржани од училиштето и самите деца им дадоа креативност како овие работи ќе изгледат и како овие работи ќе бидат направени, создадени. Им даваат прво многу практични работи и второ им даваат слобода да пробуваат и да не успеат, ама пак да пробаат, а не само да кажат, да сгрешат на тест и толку да биде и да едноставно треба поправат оценка. Нема простор за инфериорност, уште еднаш ќе потсетиме тоа. Оценка, потоа ја снимаат мотивацијата за нешто понапред. И кога веќе споменавме за проектите и за тимите, веројатно постои некоја насока или теми на кои што се заснуваат тие проекти. Па ите малку може сметам дека подобро е тоа да го појасниме кои се обично тимите и на што се заснуваат проектите. Па највеќе досега има за предприемништво, морам да признам, но се повеќе и повеќе се следат европските приоритети, зелената агенда и вклученост на жените, да кажам, во проектите каде што во оние професии во кои што не се толку атрактивни за женската популација. Тоа ни е вака најпопуларно во последно време. Дефицитарните жените во некој од овие области. Да, потоа имаме за дигитализацијата, која што е нели на новиот век најважната, да кажам, најважниот приоритет кој што и нашата држава го протежира и ни е многу важен. Има развивање на демократијата и така натаму, значи се средат и националните приоритети и европските приоритети за да можеме нели да ги вклучиме сите оние европски приоритети во нашата држава со некој успешен проект, бидејќи се креираат модули, наставни програми нови, некои училишта вклучуваат и нови наставни програми, постојат и такви проекти како што се стратешките партнерства во сите области. Така да сите овие работи се вклучуваат во проектите, од која ќе заврши проектот, секој тој наставна програма се воведува формално во нашето образование, имаме и такви успешни приказни, или пак некој модул заживува. Така да во сите овие проекти кои што ги имаме во Националната агенција се на различна тема, но највеќе да кажам има за предприемништвото до сега. Вака, но да кажам не случајно и овие сите приоритети се повеќе и повеќе се популарни, бидејќи ги промовираме на сите наши настани кои што ги имаме за да може нели да ги привлечеме корисниците каде треба да се насочат. Да. Дали е доволно познато ова и за помалите градови од нашата земја, колку е достапно тоа за нив и колку генерално учествуваат и во аплицирањето, но и во активностите? Да, ако ми верувате, се повеќе и повеќе од малите градови аплицираат во програмата, заради тоа што Националната агенција неуморно
оди буквално од општина во општина и ги промовира и ги охрабрува корисниците на грантови за да аплицираат во програмата. Многу има мал дел на скептицизам дека програмата е нели за централното градско подрачје, за најдобрите училишта. Да, за најдобрите училишта, бидејќи јас сега училиште од многу мала општина, како ќе се снајдам, како ќе аплицирам, па кој тоа мене ќе ми даде грант. Националната агенција ги уверивме дека транспарентно и одговорно ги распределува средствата на Европската комисија за образование, обука и млади и спорт и ги охрабривме дека секој буквално може да аплицира програмата и веќе неретко повеќето од училиштата ни се од помалите градови, што особено ме радува. Во делот на училишното образование тоа е во моментов најпопуларно. Имаме и организации кои што се вклучени од помалите градови, така да мислам дека трендот веќе се менува, дека веќе поголемата информираност дава резултат. Да, нешто што се релативизираше во минатото дека само Скопје може да има нели простор, и за повеќе работи постои тоа мислење кое што буквално има од најмалите општини, ако ме верувате. Ние во иднина ќе направиме можеби некое мало истражување, мала статистика, бидејќи претходно статистиката беше сведена само на централното градско подрачје, ќе видиме во нашата Македонија колку општини ќе се обојат кои што ја вкусиле програмата, за да можеме нели да направиме една промоција и презентација и да докажеме дека програмата не е само за централното. Најважно, она што го дискутиравме нели зад камери е да се охрабри сега секој млад студент, ученик. Спасе, мислам, придно може секако Ана, Ива и вие да се вклучите од аспектот на аплицирањето. Секако, нели важно е да останеме во таа една конзистентност и константа на добро поведение, да бидеме нели пред се добри за себе, за околината, за соучениците, така натаму. Верувам дека тоа си го имал можеби својот курикулум, ама генерално што би советувал за секој еден кој што сака да аплицира на развој програмата, постулатите, клучните работи кои што на некој начин тебе ти дадува поддршка да можеш да заменеш Латвија и Литванија. Ја што најќе би ги советувал е дека многу е битно познанието на англискиот јазик. Тоа е во главно најбитниот дел, поради тоа што ти треба Еразмус проектот ти е највеќе за дел од дружбата и исто така за образованието. За ти да може јазична бариера, тоа е сега. Тоа е најнормално. Исто така да си слободен, дека тие проекти се во главно направени за ти да се обучиш и не се направени со некој предзнање да ти треба или да си некој експерт во нешто или да знаеш све како што треба. From scratch, од почеток. Едноставно да си ти свој и да знаеш да комуницираш со луѓе, да се прикажеш себе си на проектите. Мојот проект беше за лидерство и едноставно одиш таму на проектот и кажуваш тоа што мислиш, како се работи во тим, како мислиш дека треба да се коригира нешто. И тоа го советувам сите поради тоа што на овие проекти едноставно нема грешен одговор. Едноставно си ти таму за да научиш од што повеќе луѓе и да се дадете сите свое мислење и да соберете некоја целокупна целина од сето. Бидејќи влегаш во еден друг свет, за тие 7 дена имаше мал скептицизам како ќе се покажам, како ќе се адаптирам, дали ќе можам агилен да бидам на таа заедница и така. Нормално тремата е нормална секаде и кога си во нова средина, други професори, други деца, одиш со други двајца твоето училиште што можеби прв пат ги гледаш и си во комплетно нова средина која што збориш друг јазик. Меѓутоа се мина структурата веднаш. Се адаптираш по тоа што сакаш дека и другите што се таму со тебе и другите се во истата ситуација. Се адаптираат и тие, да. И тоа е сосема нормален процес, кој што меѓу другото го прави искуството, се разбира. Пред веројатно ова да го заокружат и со своје мислење Ана и Ива, јас имам уште едно прашање кое мене лично ме интересира, верувам и нашите гледачи. Се споменуваат градинките во училишните програми, па многу интересно како тоа во градинките се реализира, односно што би значило тоа. Се уште кога дечињата нормално не можеме на еден така добар начин да им објасниме што е Еразмус плюс програма, но затоа пак воспитувачките и учителките се оние кои што меѓу другото верувам имаат улога, но што значи тоа за градинките? Или за таа возрастна граница? Да, значи децата од предучилишната возраст не ги носиме на мобилност нормално, заради тоа што не постои ни таква можност да излезат на било кој начин на нашата држава без родителите, но затоа ги обучуваме одат на мобилност воспитувачките, наставниците кои што се задолжени за тоа и учат некој нов модел на учење во однос на децата на предучилишна возраст. Ги имаме многу од корисниците во училишно образование не се градинките, дури се партнери на многу проекти во Европа кои што ги имаме. Она што ни е важно дека бидејќи најважно детето уште од предучилишна возраст да се насочува, да кажам, не тоа што да работи или било
било што, но каде и што да го продолжи нивното образование. Велат дека првите 6 години се многу важни, да, многу важни, особено психички развој на детето, така да тие кои што одат на мобилност воспитувачки наставници, не е многу важно, нели она кој што ќе отидат, бидејќи градинките во Европа се многу поразлични од нашите, за жал, но затоа се стремиме она што е во Европа да го донесеме и дома, европското образование. Да, европското образование да го донесеме дома. Она што го правиме како истражување во однос на учениците, да се надоврзам на Спасе, дека во однос на учениците, во однос на студентите, дека пред да одат на мобилност, обично децата се со мисла како јас тоа дали можам, од кога ќе се вратат веќе се менува. Сакам уште. Така, се менува глаголот и вика дека јас можам и јас сакам, така да тоа е од нашето искуство во однос на јазичната бариера, да, вистина, но има и деца кои што се одбираат и наставни програми на турски јазик, на германски јазик, на француски јазик и така натаму, бидејќи имаме нели училишта кои што имаат такви паралелки. Да, важно е, не значи дека треба да бидеш најдобар во англискиот јазик, но нели треба да имаш начин да имаш доволно знаење за да ја следиш наставата, но важно е дека од кога ќе се вратиш, сигурно тие јазични бариери или пак зборување пред така, зборување и се надоградува нивото на твојот јазик сигурно од кога ќе се вратиш од програмата Erasmus+, бидејќи таму поминуваш време, се опушташ, зборуваш со своите соученици. Практично прифатен си по автентичноста која што ја носи секој живо битие. Мислам дека Спасе тоа и го посведочи, така што еве и од вас би сакале само можеби некакви мали предуслови кои што би биле насока, што би било добро за да има во аплицирањето. Да, јас би кажала дека секој треба да се охрабри да аплицира на пример да добие проект ако има проектна идеја. Можеби на почетокот изгледа тоа тешко и комплицирано, меѓутоа кога ќе го пробаш првиот пат, па дури апликацијата да биде одбиена, веќе за вториот пат си поспремен и знаеш дека можеш тоа да го направиш. Особено што од Националната агенција имаме константна подршка, да, одговор за сите прашања во секое време, така да јас до моите колеги би порачала да пробаат, да аплицираат, да се охрабрат и да не се плашат од овој предизвик. А што се однесува до учениците, секој може да аплицира. Ние кога имаме проекти во училиште, најпрво објавуваме јавни повици на кои што се пријавуваат поголем број на ученици, па од тие, зависно од критериумите, нели која апликацијска форма носи секоја апликацијска форма носи различни критериуми, врз основа на критериумите ги бираме оние кои што ќе учествуваат во програмата. Меѓутоа не мора да се тоа најдобрите ученици секогаш. Програмата овозможува учество да земат и оние ученици кои што доаѓаат од психосоцијални ранливи категории. Поентата е и тие што малку знаат да научат повеќе. Така да сакам да ги охрабрам и учениците секогаш кога има такви повици насекаде да аплицираат заради тоа што навистина вреди. Се надоврзете, верувам, на Да, Националната агенција постојано дава подршка, како што кажа Ива. Значи, не себично ја даваме својата подршка и експертиза која што имаат вработените во Националната агенција. Напоминавте дека 17 години сум таму, но не е само како директор, туку и буквално има вработени од почетокот на агенцијата кои што имаат премногу знаење кои што ја водат цела оваа агенција, не сите тие процеси кои што ги имаме. Апсолутно да не се обесхрабруваат, да програмата Erasmus+ е буквално програма за сите и нема правило или пак нема математичка формула, било каква формула за тоа кој ќе добие. Дека некој има приоритет повеќе или помалку. Така е, едноставно својата идеја да ја предржат во апликација и да јасно да му покажат на надвршниот експерт што сакаат да постигнат и кои се резултатите и најважно од се е да има одржливост тој проект, да не заврши тука да заврши приказната со програмата Erasmus+ или пак со проектот. Најважно е да биде одржлив тој проект за да може во иднина нели другите генерации после учениците и после тие студенти кои
што биле да ги вкусат тие придобивки кои што ги имаат програмата. Секогаш е важно и наша работа е информацијата да биде добро и јасно пренесена, се разбира и од лично искуство и мило ни е што денес имавме можност да такво лично искуство, бидејќи разликата на тоа да сте биде директор на агенција во која што сте биле дел или веќе 17 годишно искуство и тоа да го пренесете како знаење искуство на оние кои што меѓу другото сакаат да аплицираат навистина важна работа, наспроти нели некој кој што тоа не го доживеал, а исто така и еден пример кој говори за тоа дека навистина вреди, меѓу другото да не зборуваме апсолутно за придобивките и бенефитите кои што ги имаме или кои што се добиваат од мала возраст и токму затоа насочено уште од мали години, па се до оние години кои што се многу важни, особено и за менталното здравје и како што споменавме, самодовербата, вештините, искуството, меѓу другото некако ни го трасира патот за она кое што го сакаме во иднина или она кое сакаме да биде наша кариера. Една одлична целина која веруваме на доволна мотивација за и тие оние кои што не следат, кои што ќе слушнат или веќе знаат за Erasmus Plus програмите, кои тоа како се добродојдени, особено ако сакаме да просперираме. Отворен е повикот сега во моментот? Да, повикот е отворен. Имаме повикот за мобилност на 19 февруари. Повикот за стратешки партнерства во сите области е 5 март и повикот за општините во конзорциум со училиштата е 9 април. Уште еднаш ги повикувам сите потенцијални корисници кои што сакаат или имаат некое прашање, дилема која што имаат во врска со апликацијата, да ја разгледаат нашата веб страна, да го разгледаат водичот кој што е обемен, но ние затоа сме тука за да можеме во кратки црти да им го скратиме полето во кое што сакаат да аплицираат. Да се обратат или во просториите на Националната агенција или пак на телефонските броеви кои што ми имаме веб страна, да со задоволство вработените се расположени да ја дадат на информираност. Одредно време одборавме можеби за апсолутно ви благодарам многу на гостувањето и наредниот пат очекувајте дека овдека со фудбалски тим можеби ќе дојдеме со многу задоволни. Да, спасе. Посекуваме како рековме следна Естонија. Естонија можеби, да. Естонија можеби. Благодариме многу за вашето време и за гостување. Благодарам. Благодарам.